тоа лошо. 20. Односно прв надпревар во грешната тренировка. Репрезентација на сопјата страна. Првенски скок на Георгиевски. Втор негов гол. 32 спрема 25. Добра одбрана, потоа и брза реализација во нападот. Запрена сега Грбовиќ. За четврти удар од 7 метри. Ќе се интервенира на подот. И веднаш и двајцата селектори овие прекини користат за совети кора коментарите кои се на клупата. А Липовина е на линијата од 7 метри против Никола Митревски и погодува Липовина, прв негов гол. 4 од 4 со настапна реализација, ударите од 7 метри во црногорската репрезентација. 32 спрема 26. 4 минути и 15 секунди до крајот. Македонија, реков, нема дилеми, го добија овој подготвителен надпревар. Имаше можност Обруван, без оглед што не влегоа сите во игра, кои беа пријавени за овој надпревар, реков да се увери во квалитетите на дел од ракометарите на кои и тоа како ќе треба да смета на Европското првенство Данска. Митков обитаму да го проигра Манасков и да видиме сега мало недоразбирање меѓу судиите. Едниот дозволи играта да продолжи, другиот ја прекинува. Тоа значи дека ние ќе останеме во напад. Митков за Стојчевски, Ангеловски, одново Стојчевски. Ангеловски од голема далечина, меѓутоа еве интервенција на Рајковиќа прва. Брза акција на спротивната страна, Борозан во пол налет, нема гол. Одбиената топка до Ласица, односно до Радовиќ. Петричевиќ ќе запре акцијата. Липовина, одново Богдан Петричевиќ, и тој дебитира практично во црногорскиот дрес, меѓутоа не успева против Митревски. Втора интервенција и сега обид за атракција, меѓутоа не успева Митревски да погоди од гол на гол. Останува 32-26, но еве оно што го говорев дека тој е миленик на публиката. Па поздравен со бурни аплаузи, а убаво сега Липовина, втор гол за 32 спрема 27. Реков, на крајот резултатот нема да биде важен, битно е да се победи за самодоверба, за сигурноста. Иако исто така е јасно дека ќе биде многу поразлично во Данска против селекциите на Данска, Чешка и Австрија. Сите со своји сметки, Данска како домаќин, јасно, а Чешка и Австрија ќе барат секоја шанса за што подобар пласман. Австријците, впрочем, веќе знаете дека имаат и многу желба да се реваншираат за оние квалификацијски надпревари, а сега Обрван го користи и второто право на тајм-аут на 2 минути и 9 секунди. Malo ste sad, ne igrate, pa svak god primi topku, Branko uzme sam šutne, ovaj proigrava pivotom, hvatate jednom rukom, primate je na mjestu. Ajmo, odigramo pitera, utrči krilo, raširi, uđi u pinku, pa predaj loptu dalje, nastavi obranu. Ajde. Ajde, nema džomba. Последни 2 минути од надпреварот. Македонија има убедлива предност. А да видиме што по овој тајм-аут. Иако не инсистираше особено на некаква акција Обрван, едноставно бара сигурен напад. Стојлов враќа за Митков, одново Стојлов, практично двојно проигрување, меѓутоа фаулира Стојлов од Грбовиќ. 9 метри. Митков за Стојчевски, Ангеловски, Манасков. Знаја Манасков да бие од позиција на бека. Стојчевски 1-1, обид за влез, меѓутоа фаулира Стојчевски. Одново 9 метри, 90 секунди до крајот на надпреварот.
Stojčevski. I odnovo Stojčevski i odnovo zaprenečiti na identičan način. Angelovski na skok pogodува ili сепак не, ово директно топката завршува наспротивната страна во рацете на Петричевич. Штета, убав скок шут, меѓутоа да малку непрецизен, нема гол ниту наспротивната страна. Промашува Петричевич. Сега јасно е дека попушта и концентрацијата и нема причина да не биде така. Влеговме во последните 60 секунди. Македонија отвора со победа на овој мини турнир на 3 репрезентации учеснички на Европското првенство во Данска. Реков одлична контрола за сите 3 селекции пред искушенијата што ги очекуваат на Европското првенство. Од тука нема заборавиме дека и Внедела во истиот термин. Стоилов сега отвртување обид, меѓутоа фаулиран. Внедела значи ќе постави следнаш од 18:30. Со пренос на првиот програмски сервис на Македонска телевизија, Македонија-Србија, а потоа уште неколку дена подготовки и пат за Данска на 11-ти, на 21-тиот натпревар против Данска. Стоилов фаулиран за Георгиевски, нема гол. Меѓутоа претходно беше свирено 9 секунди. Не е запрено времето на семафорот, или сега да. И за крај прекрасен погодок за Ангеловски, четврти погодок за 33:27. Победа на македонската репрезентација. Лазаров неефикасен, очекувано во нашиот состав со 9 погодоци. Ангеловски постигна 4, овој со звукот на сирената. Пред малку Манасков 3, Ојлески исто така 3, Стојчевски и Георгиевски по 2. По 3 интервенции Ангелов и Рисовски и Митравски 2, меѓутоа влезе во завршите 10 минути. Отсутија за страна Мијатовиќ 7 интервенции, Шеваљевич неефикасен со 9 погодоци, но 8 во првото полувреме и само 1 во второто. Беше заменето за Перишич, кој беше стрелец на 3, но сепак Македонија откако им го препушти првото полувреме во најголем дел на црногорците, во финишот на првото се избори за водство на полувремето, а потоа со фантастична игра и за убедлива победа 33:27. Подсетување, следниот надпревар со пренос на Македонска телевизија на нашите ракометари е внедел од 18:30 против Србија, а спортската понуда ќе продолжи на МРТ Собранискиот сервис. Ќе одиме со кошарка. МЦТ Солнок во рамките на АБА лигата, па да им посакаме и на нашите представници во регионалното кошаркарско надпреварување со победа, со успешен резултат да ја отворат новата година. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмите на Македонска телевизија.